Делумна реконструкција, тековно одржување и уредување на просториите на бања Кежовица е предвидено во наредниот период. Активностите ќе се извршуваат во две фази, за кои се издвоени по 2,5 милиони денари. Моментално се работи на реконструкција на кровната конструкција, со што истата ќе биде променета. Потоа ќе се пристапи кон внатрешно реконструирање и уредување на бањата. Во прва фаза се издвоени 2,5 милиони денари за реконструкција на делови од бањата Кежовица, за реконструкција на кровот, за ново парно затоплување во рамки на самата бања, во холот и во сооблекувалните, нова електрика, осветлување, замена на елементите во рамки на самата бања, нова фекална канализација која што досега создаваше проблеми, а во втора фаза се исто така одвоени 2,5 милиони денари која што практично ќе се реализира по завршувањето на овие зафати. Предвидува реконструкција на сместувачкиот капацитет, кој што е со капацитет од 30 легла. Некаде околу 11 соби ќе бидат реконструирани заедно со тоалетите во рамките на овој објект. Сето ова е во вкупна вредност од нешто помалку од 5 милиони денари. Во меѓувреме се работи детален урбанистички план со што ќе се уредува просторот околу бањата. Тоа значи дека инвеститори овде може да вложат во изградба на дом за стари лица, хотел, сместувачки капацитет или слично. Услов е да продолжи да работи општата бања, со цени како постоечките, за да може да се користи од страна на граѓаните. Веќе во оваа година интензивно работиме на планирање на детален урбанистички план за земјиштето наоколу бањата и за самиот објект на бањата Кежовица, со цел да се испланират маркици за хотелско сместување, за дом за стари лица, за временно домување, за спа центри кои што ќе бидат потенцијална можност на инвеститори со кои што веќе влеговме во презентација и во еве да кажам комуникација, за да им го презентираме сето она кое што овој дел од градот го нуди како потенцијал за развој. По завршување на активностите надвор ќе се пристапи кон внатрешно уредување на бањата и истата во период од 10 дена нема да работи. Но како што посочи Јорданов, граѓаните за тоа ќе бидат благовремено известени.